Во последен момент членовите на Државната изборна комисија ја одложија седницата на која што требаше да се расправа околу пресекот, односно колку граѓани досега направиле јавен увид во избирачкиот список, како и колку иселеници се пријавиле во конзуларните представништва за да можат да гласаат на 5 јуни. Причините, предпоставувам, се дека за овие вторите, односно според неофицијалните информации до кои што дојде телевизија Нова, многу малку гласачи од диаспората се пријавиле. За бројката од синоќа зборува за некаде околу 3500 гласачи кои што изразиле желба и се пријавиле да гласаат од иселениците, што не представува ниту минимумот за потребниот цензус, значи минимумот за едно пратеничко место, односно за еден пратеник, за да го добие своето пратеничко место, потребни се околу 6500 гласови според последните измени на изборниот законник. Предпоставките се дека токму поради овој мал број на гласачи од диаспората пријавени, предпоставам дека членовите на Државната изборна комисија ќе го почекаат рокот ноќеска на полнок, па да направат пресек, да видат дали е возможен изборниот процес во диаспората и како што најавија во текот на утрешниот ден ќе излезат со јавна седница на која што ќе се дискутира по ова прашање. Во однос на јавниот увид, досега според последните информации, меѓутоа бројката може да се промени со оглед на тоа дека до ноќеска на полнок е рокот, граѓаните направиле околу 4300 граѓани направиле увид во избирачкиот список. Според податоците, многу повеќе од нив побарале бришење по основ на смрт, отколку пак допишување. Избирачкиот список, откако ќе заврши јавниот увид ноќеска на полнок и откако Државната изборна комисија ќе ги сумира резултатите од увидот, понатаму списокот оди на увид кај политичките партии. Политичките партии имаат рок од 5 дена да извршат интервенција, односно да предложат бришење, допишување, запишување на гласачи. Сета таа процедура ќе трае до 19 мај, за кога пак е и рокот, крајниот рок за затворање на избирачкиот список. Денеска пробав, со оглед на тоа дека биле до среда завршува и крајниот рок за поднесување на листи на пратеници, пробав да стапам во контакт со поголемите политички партии. СДСМ ставот останува дека ги бойкотираат изборите, тие нема да поднесат листи на пратеници. Од партијата ВМРО-ДПМН ни одговорија дека веќе финишираат последните разговори и анализи како ќе изгледаат нивните листи за пратеници, но не откриваат дали ќе ги има некој од старите пратенички имиња на новите листи. Тоа значи дека дефинитивно ВМРО-ДПМН оди на избори, додека пак од ДУИ се уште немаме добиено официјален став дали во среда, односно до среда на полнок ќе ги поднесат листите за пратеници.